Еве најеклатантен пример ќе ти кажам да буџетот за судови треба да биде 0,8% од БДП по закон. Никогаш не кај нас во последните години не надминал 0,4%, пред се они не ни бараат повеќе. Едноставно си ги држат на кајш со ниски средства да не бидат финансиски независни политичариве и овие на тоа им молчат. Ти излегува министри со ова ќе завршам, излегува министерска, не знам како се каже за финансии сегашна. Мислам дека и потпредседател на ДПМН и она ти кажува најотворено им вели на новинарско прашање, овие што работат кривично и обвинителеви имаат 35% додаток за ризик, бидејќи работиш со битанги, со да ти се осветат. И зашто не се исплаќа тоа? Вика дали они го заслужуваат тоа, вика да го се исплати. Прво во нормална земја, втора работа зашто не им се дава 0,8%? Чекајте ви вика со 2% доверба како да им даеме. Во ниедна нормална земја, нормална. Франција, Германија, да иде Шведска, тоа нема ни да си помисли министер тоа да го каже, дека да, законот вели вака, ама ја едноставно знам дека ќе ми кјутите, ништо нема да ми кажете, и едноставно ми се може, кога да е ова не баре популарен квиз, кога ќе ви рипне популарноста, тогаш ќе ви даеме парите кои што ви се со закон определени. Во ниедна нормална земја држава и особено нема да доживееш да целокупното судство молчи, Сдружение на судии молчи, Сдружение на обвинители не постои, молчи. Ниеден судија нема храброст да рече, господи, што е со вас, законот е така. И тоа е све што треба да знаеш за македонското судство.